Во првото обраќање на вториот мандат, председателот Барак Обама изнесе голем број предлози за враќање на Америка на здрави нозе. Веднаш на самиот почеток го цитираше Џон Ф. Кенеди, кој пред 51 година кажал: "Моја уставна задача е да дадам извештај пред овој дом за состојбата на нацијата, но задача за подобрување на таа состојба е на сите нас." Во една реченица, сумирајќи го тоа што подоцна во говорот беше детално образложено, американскиот председател кажа дека благодарение на определбата на американскиот народ има голем напредок за кој можам да известам. После тешка рецесија, бизнисите креираа над 6 милиони нови работни места. Купуваме повеќе американски автомобили отколку пред 5 години и помалку странска нафта отколку за последниве 20 години. Пазарот на недвижнини заздравува, берзите зајакнуваат, а потрошувачите, пациентите и собствениците на домови уживаат поголема заштита отколку било кога порано. Презентацијата на својата агенда тој ја започна со заложбата за силна средна класа. Но народот не може да се чувствува подобро за својата сегашност и иднина ако нема чувство дека владата работи во негов интерес, рече председателот. Тука доаѓа нашата обврска да донесеме некои буџетски одлуки кои ќе имаат огромно влијание на силата на нашето опоравување, кажа Обама, лоцирајќи пунктови за реформи меѓу кои во едно од најчувствителните прашања за американските граѓани – пензионерските програми. Тој кажа: "Отворен сум за предлози од двете партии, се додека тие не ја нарушуваат гаранцијата за безбедно пензионирање. Нашата влада не може да дава неодржливи ветувања, но не сме да ги погази веќе дадените." Економијата имаше неприкосновено место во ова обраќање. Тој зборуваше за развој на производството, за враќање на работните места од странство, за инвестирање во нови идеи, за инвестиции во американската енергија и во обнова на инфраструктурата. Но како сето тоа да се постигне ако не инвестираме во обука за пополнување на тие работни места? Праша председателот, користејќи го тоа како мост кон неговата заложба за подобро образование во САД. Од предучилишна возраст до високо образование, тој изнесе голема листа на предлози за тоа како државата ќе помогне во тој сектор. Се разбира, секаков осврт за обраќањето на председателот не може да се направи без споменување на повикот за реформирање на имиграциониот систем и големата тема на контрола на оружјето. Многу мал дел во неговиот говор имаше за надворешната политика. Председателот заврши со зборовите дека веруваат и граѓаните на Соединетите Американски држави се подготвени за пишување ново поглавје во американската историја. Покрај републиканците, на обраќањето на председателот одговори и движењето Tea Party, што е преседан, а за кој тие сметаат дека ќе стане традиција. Лилица Китановска, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.